Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министер, колега Панчо Минов, убаво е да ве слуша вака човек кога зборувате, навистина привлекувате внимание и бројките кои што ги кажувате звучат така оптимистички, меѓутоа ајде да се вратиме во практиката и во реалноста, она што навистина се случува во Република Македонија. Од три претходни пакет мерки, колку што беа направени, сега брзаме да го донесеме четвртиот пакет мерки. Од проектираните средства за трите пакет мерки имаме реализација на 33% од вкупните средства, или од прилика 550 милиони евра, колку што се планирани да бидат вратени на граѓаните и на стопанството, реализирани се 180-190 милиони евра. Така ќе биде и со четвртата пакет мерки, затоа што во поголем дел од мерките имате некоја скриени работи кои што потоа излегуваат и не може да ги реализираат стопанството сите средства или сите планирани мерки. Секаде има некоја дополнително ставено во запирка или со мали букви, треба да се реализира ова за да се добие тоа, треба да го има ова за да се добие другото, така да не очекувам дека ни овие пакет мерки ќе го дадат саканиот резултат. Зошто го зборам ова? Че ние за да излеземе од целата оваа работа, вие во самата ваша дискусија рековте да не се држиме до капиталните инвестиции и дека сега сме во таква ситуација во која што се наоѓаме и не може да се реализираат капиталните инвестиции. На крајот на денот, капиталните инвестиции се тие што создаваат додадена вредност во економијата, го подобруваат квалитетот на живот на граѓаните. Тоа се инвестиции кои што практично работат за подобрување на климата во националната економија. Ние овие капитални инвестиции и подобрување на климата на националната економија во Република Македонија ги немавме и кога немаше ковид. Јас и вие зборувавме и во минатиот мандат за ребаланси на буџети. 2018 година немаше ковид. Капитални инвестиции, процентот од бруто домашниот производ, најслаб досега, 1,8. Тогаш обвинувавте, ствари не, вие не обвинувавте тогаш бевме заедно. Другите обвинуваа 2018 година дека само што ја преземаат власта, државната каса е празна, ќе видите до година што ќе се случува со економијата. Дојде и 2019 година. 2019 година капитални инвестиции имаме 2,6% од бруто домашниот производ. Поентата на ова што го кажувам е дека оваа влада нема капацитет за да планира економски мерки и да реализира. Оваа влада тоа што го направи со трите пакет мерки ќе го направи и со четвртиот. Затоа што ова што ви го кажувам не се мои зборови. Тоа го зборуваат стопанството и граѓаните и 40.000 луѓе кои што останаа без работа во периодот кога се случуваат овие работи.